Почитувани социјалдемократи, не знаеме дали би било соодветно за вас да го употребуваме зборот почитувани, затоа што очигледно дека не го знаете неговото вистинско значење и тежина. Тоа сте го покажале многу пати во минатото, тоа го покажавте и неодамна. Да не се почитува маката на земјоделците значи дека не се почитува народот на оваа земја. Тоа значи дека не се почитува оваа грудка земја. Зошто со недонесувањето на Законот за земјоделство и рурален развој се доведува во прашање интересите на земјоделците на кои им се нанесе огромна штета. Со тој закон најпрво требаше да се решат социјалните случаи кои требаше да добијат земјиште на плодоуживање. Од страна на државата требаше да добијат и парична помош од по 120.000 денари. Со тој закон требаше да се реши пензиското и инвалидското осигурување на земјоделците. Во ситуација на недонесување на законот, еден земјоделец не може да замине во пензија. Да не зборуваме дека со тој закон се регулира исплатата на земјоделските производи во кои спаѓа и грозјето. Господа, земјоделството е фабрика на отворено и земјоделските култури секојдневно се изложени на временски непогоди, а со недонесувањето на законот штетите не може да бидат надоместени од страна на државата. Против фактите секогаш излегувате со добро филован прес кој се потпира само на силни зборови и празна реторика. Или, како што нашиот народ мудро рекол, ветер во магла. Нешто што е својствено за вас овие 20 години. Господине Сугаревски, штом сте ги броеле земјоделците и велите дека имало многу малку засегнати луѓе, тогаш повелете со лични ваши средства исплатете им ја штетата направена од неподнесувањето на законот, зашто вие и вашата партија сте заслужни. Протестот на земјоделците организиран од страна на Сојузот на тутунски здруженија, чиј председател е член на СДСМ и член на изборен одбор 20 години. Земјоделците од Крушево и Долнени не се членови на ВМРО ДПМНЕ. Со ваквите политики СДСМ самиот си наштетува, зашто на митинзи и пресови зборува едно, а во дело спроведува друго. Ова е мангупска и дволична политика која не поминува кај земјоделецот, зашто земјоделецот јасно гледа кој сака да ги реши проблемите во земјоделството, а кој прави обструкции. Почитувани земјоделци, ние сме партија од народот, партија за народот, партија што си достојува на дадениот збор. Затоа, уште во вторник, законот повторно ќе се најде на седница на Собранието на Република Македонија. Секој ќе си го добие заслуженото. Вие вашите макотрпно заработени пари, а СДСМ свој 7-ми последователен изборен пораз.